Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе конкурира со своји проекти во рамки на програмата за прекугранична соработка со соседна Бугарија. На средба со представници од бугарската општина Гоце Делчев, градоначалникот Илиев ги најавил апликациите со кои нашата општина ќе бара подршка од европските фондови. Во рамки на подготовките за аплицирање по вториот повик од Интеррек ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев остварил средба со градоначалникот на општина Гоце Делчев од Република Бугарија Владимир Москов и со заменик градоначалникот Валери Сарандев. Во присуство на служби од Центарот за развој на Источно-плански регион било разговарано за проекти со кои може заеднички да се настапи и да се обезбедат европски средства за реализација на значајни цели од јавен интерес, како и да се црпат искуства од досегашните успешно реализирани партнерства. Според градоначалникот Илиев, општина Кочани е подготвена со техничка документација да аплицира за реконструкција на мултикултурниот центар, проект што предвидува замена на кровната конструкција, енергетски ефикасна фасада, опремување на просторот и греење. Европските пари ќе бидат добредојдени и за замена на кровот и за термофасада во основното училиште Свети Кирил и Методи, за што исто така има подготвено проект. Доколку се обезбеди соодветно партнерство, општината е подготвена да конкурира и со проект за уредување на простор за кампирање во местноста Бавчалук, како и за зачувување на старите занаети со ревитализација на неколку воденици по текот на Кочанска река. Како што најави градоначалникот Илиев, во наредниот период, според критериумите што ги пропишува програмата за прекугранична соработка, службите од општината во соработка со Центарот за развој на Источно-плански регион ќе работат на разгледување на најсоодветните можности и на подготовка на апликациите за проекти. 8 општини од Бугарија и Македонија ги детектираат и промовираат потенцијалите за развој на алтернативниот туризам. Во Виница презентиран проектот под наслов Меѓунационален туризам преку култури. Општини од Бугарија и Источна Македонија ги промовираат потенцијалите за алтернативен туризам наспроти така наречениот масивен туризам. По 3-месечна размена на искуства со обуки, во Виница ги заокружија резултатите од проектот и понатамошните насоки. Од кога ќе се направи сумирање на целокупните податоци кои што ги добивме од страна на овој проект, односно како врз база на овој проект, ќе биде да се направи дополнително туристички понуди, кои што ќе бидат дали за кратки викенди, за продолжени викенди, некаде дали дневни тури кои што би се организирале од Бугарија, бугари да дојдат кај нас или пак македонци да одат во Бугарија. Тоа е следната фаза и дополнително овдека на самата конференција ќе бидат презентирани од страна на наш представник од Министерството за локална самоуправа сите можности и начини како би можеле самите општини да аплицираат на ИПА фондовите, значи еден вид и обука, како што би можело од ИПА фондот да ги искористат средствата за промоција во овој смер. Всяка една општина има някои специфичности. Секоја општина има многу специфичности. Има услови за спа туризам, вински туризам, кулинарски туризам во Македонија, религиозниот, спортскиот туризам. Како партнери во проектот имаме можности да продолжиме со викенд пакети или летни и зимни, за да биде интересно, а ќе има и голем резултат од нашето проучување. Луѓето се повеќе настојуваат да го развијат туризмот, а се вклучуваат 2 или повеќе држави. Например, помеѓу нашите и вашите општини имаме околу 2 часа пат, така што заедничките пакети се доста корисни, а тоа ќе биде следната фаза на проектот. Овој проект, насловен Меѓунационален туризам преку култури, е плод на соработката помеѓу Сдруженијето ЛМО Штип во партнерство со Сдруженијето меѓународни иницијативи за соработка од Република Бугарија. Проектот е финансиран од Интеррек ИПА погранична соработка Бугарија-Македонија. И истиот има за цел да ги идентификува природните и културните наследства, обичаите, традициите и постоечките форми и семејни бизниси кои го подржуваат развојот на руралниот регион и кои се заинтересирани за развој на туризмот во регионот. Во рамките на проектот се одржа и обука за менаџирање на природното и културното наследство, како и културен, природно и туристички саем.
Општина Кочани во иднина ќе спроведува мерки за еднакви можности на мажите и жените при вработувањето во противпожарната единица. Таквата практика ќе стане вообичаена откако градоначалникот Илиев ги прифатил препораките од координаторите за еднакви можности во општината. Мажите и жените ќе имаат еднаква можност за работно ангажирање во противпожарната единица во Кочани. Со тоа ќе бидат почитувани стандардите за родова еднаквост, што се вообичаени во европските и другите земји. Градоначалникот Николчо Илиев ја прифатил препораката од координаторите за еднакви можности во општинската администрација за спроведување мерки за еднаков третман на жените и мажите при вработувањето во територијалната противпожарна единица во Кочани. Во препораката, која што е изработена под менторство на Кристина Хадживасилева, во рамки на проектот Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа, а финансирано од UN Women, стои дека со можноста да им се даде приоритет на кандидатките како лица од незастапениот пол во територијалната противпожарна единица, ќе се спречи исклучување или ограничување врз основа на пол и ќе се овозможи признавање, остварување или практикување на човековите права и основните слободи врз основа на еднаквост на жените и мажите. Тоа ќе придонесе и кон родова еднаквост, разбивање на родовите стереотипи и предрасуди што се поврзуваат со одредени професии, меѓу кои е и пожарникарството. Едновремено ќе се овозможи и подобрување на економската положба на жените, стои во препораката до градоначалникот Илиев. Во рамки на проектните задачи, менторката Кристина Хадживасилева присуствуваше на седницата на Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Кочани, на која меѓу другото биле изнесени иницијативи за нови активности во кои ќе биде внесена родовата перспектива. Во наредниот период, со средства од UN Women, ќе биде реализирана обука за еднакви можности за сите членови на Советот, а се планира и изработка на стратегија за развој на Кочани. Кочани, Виница и уште 4 општини од источниот регион се вклучени во граѓанската иницијатива Мрдни со прст, преку која треба да се реализираат проекти за решавање на проблеми во локалните заедници. Носител на кампањата е невладината организација КХАМ од Делчево, која објави повик за подршка во спроведувањето на активностите. Невладината организација КХАМ од Делчево во рамки на иницијативата Мрдни со прст објави повик за подршка за спроведување локални акции во општините Кочани, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Берово и Пехчево. Вкупно 15 акции ќе бидат поддржани во сите 6 општини, од кои 12 се за граѓанско вклучување и 3 за застапување. Генералните теми на предложените акции треба да се фокусираат на решавање проблеми на поголем број граѓани и групи во рамки на општината, а можат да вклучуваат активности што се поврзани со подобрување на животната средина, креативноста и проактивноста, самоорганизирање и самозастапување пред локалните институции, едукативни и хуманитарни кампањи и други потреби. Акциите за граѓанско вклучување и застапување треба да бидат насочени кон активно креирање промени на локално ниво за прашања што се од интерес за граѓаните. Од невладината КХАМ ги повикуваат сите граѓани, граѓански организации, институции, формални и неформални групи од бригалничкиот регион да предложат одржливи идеи со кои граѓаните активно ќе се приклучат во решавање на проблемите и ќе ја подобрат состојбата во локалната заедница. Повикот за пријавување е отворен до 30 април, а предложените иницијативи ќе се реализираат до крајот на мај годинава. Максималниот износ за секоја поединачна акција која ќе се спроведува со директно учество на граѓаните, ќе биде во износ не поголем од 75.000 денари и ќе се фокусира на обезбедување соодветни материјали што се потребни за спроведување на акцијата. Сите заинтересирани треба да се обратат во канцеларијата на невладината КХАМ во Делчево. Околу 5.000 евра ќе потроши општина Зрновци за ангажирање субјект кој ќе обезбеди услугата за привремени вработувања. Бројот на лица што ќе имаат времен ангажман не е определен, односно ќе зависи од потребите на локалната самоуправа. 300.000 денари е планирано да се потрошат од буџетската сметка на општина Зрновци за ангажирање агенција за привремени вработување на лица кои ќе работат на различни работни задачи. Сумата се однесува на провизијата што ќе треба да му се исплати на давателот на услугата кој ќе биде одбран по распишаната тендерска постапка. Вообичаено, договорот се склучува за 1 година, а обврска на агенцијата за времени вработувања
е услугата да ја извршува според потребите на општината. При тоа не е нагласено за кои работни места, односно за какви задачи ќе бидат ангажирани лицата кои ќе бидат времено вработени. Дополнително на давателот на услугата ќе му биде доставуван писмен налог со потребниот број и периодот за кој тие ќе бидат ангажирани. Критериум за доделување на договорот за јавната набавка е најниската цена, односно најниската понудена провизија на бруто плата на одстапен работник, изразена во проценти. Тендерската постапка е отворена до среда напладни, а средствата за реализација на договорот за јавна набавка се обезбедени од буџетот на општина Зрновци за 2018 година. Локалната самоуправа со Агенцијата за привремени вработувања што ќе биде ангажирана за услугата, ќе склучи договор за отстапување на потребниот број работници. Да бидат полнолетни, крстени во православната вера и да ја знаат молитвата Оче наш, се условите за пријавување за чинот на потопување на честниот крст во водите на Кочанска река и за одбележување на празникот Богојавление Водици, велат од Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги. Со цел да се даде христијанска димензија на чинот за тој што ќе го фати крстот, големи награди и годинава ќе нема. Од понеделник 15 јануари започна пријавувањето за учество во чинот потопување на честниот крст во водите на Кочанска река. Кандидатите кои ќе се пријават треба да бидат полнолетни и да исполнуваат одредени услови, да ја знаат напамет Оче наш, потенцираат од Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги. Правилата секако и секоја година да бидат полнолетни, да местото на живење да им биде градот Кочани, кога ќе дојдат да се пријават да ги понесат своите лични карти, да бидат крстени во православна вера и ги испрашуваме барем да знаат она елементарна молитва суштествена, а тоа е молитвата Оче наш. А исто така отчувствуваме потреба да напомнем, бидејќи многумина се јавуваат и не прашуваат, бидејќи овој ден празникот Водици се паѓа во петок и се прашува дали тој ден е посебен. Значи според типикот на православната црква, биде заради величината на овој Господов празник е разрешено употреба и на месо. Награди за оној што ќе го фати крстот и годинава ќе нема, од причина да не се пријавуваат кандидатите заради добивање награди, туку заради значењето и христијанската димензија на самиот празник, велат од храмот. Темелејќи се од оно искуство што го имавме претходните години, за наша голема среќа последните 2-3 години го нема, да речеме, тој надпреварувачки дух и потрага по оние материјални добивки, бидејќи како што знаеме, на многумина се пријавува нови светчин, се со цел да го фатат честниот крст и со него да соберат голем дел подароци и финансиски средства. Значи таквата практика за среќа е неодмината, сакаме ова година да остане така, немаме најавено некој спонзорство, им се доделува на честниот на оној што ќе го фати крстот Библија од свештенството при храмот на Светиот великомаченик Ѓорги. Значи повторно апелираме да речеме спортска димензија да биде изоставена, значи ако се земаат учество, сето тоа да биде од вера, да бидат присутни на самата литургија, да ги упатат своите молитви кон Бога. Исто така и до сите они кои што ќе земат учество, задолжително е да додат на литургија, бидејќи од тука ќе им бидат поделени мајци и некои други реквизити кои што ќе им бидат потребни и заедно со литијата да отидеме на местото каде што ќе се потопи честниот крст. Сите подготовки за одбележување на празникот Богојавление Водици и потопување на честниот крст во водите на Кочанска река се веќе завршени. Се расчистуваше коритото на реката и се овозможи лесно собирање на водата на местото каде што ќе се изврши потопувањето на крстот. И годинава храмот Свети великомаченик Ѓорги достојно ќе го одбележи празникот Водици со читање часови во црквата, света божествена литургија на празникот Водокрст, кога е строг пост, и со света литургија на самиот празник Богојавление 19 јануари. По литургијата со свечена литија од храмот ќе се оди до местото каде што ќе се потопува Светиот крст. Чинот и годинава ќе го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Од Кочанскиот храм апелираат до сите верници пред да одат кај реката каде ќе се извршува чинот на потопување на крстот, да се присуствува на светата божествена литургија и на чинот да не се гледа како на некој спектакл, туку на истиот да му се даде духовна димензија. В среда 17 јануари во Скопје ќе биде презентиран литературниот портрет на Ленче Стојменова, поет, прозаист, сатиричар и карикатурист од Кочани.
За богатиот литературен опус на Стоименова ќе зборува сатиричарот и член на Друштвото за писатели Миле Ѓоргиевски. Среда со почеток во 12 часот во Порта Македонија Скопје ќе биде презентиран литературниот портрет на Ленче Стоименова, поет, прозаист, сатиричар и карикатурист од Кочани. Ленче Стоименова е позната на пошироката читателска публика како автор на романите Ледена Кока-кола и Покажи ми ја среќата, збирката поезија за деца на Великден, Приказните за деца, Зборови се редат, приказни се предат, збирка поезија за возрастни, Врзани до последен здив, како и збирките афоризми, Жегла и Бубалази. Стоименова е исто така позната и како карикатурист и илустратор на книги. За богатиот литературен опус на Стоименова ќе зборува сатиричарот и член на Друштвото на писатели Миле Ѓоргиевски. Следуваат информациите од спортот. Во тек зимскиот преоден рок за фудбалерите во сите македонски лиги. Од фудбалскиот клуб Осогово информираа дека го засилиле играчкиот кадар со тројца нови фудбалери, а до крајот на неделата се очекува да пристапат уште неколкумина. Фудбалерите Петар Јаневски, Владимир Жоглев и Христијан Митревски од почетокот на оваа недела се новите имиња што ќе бидат дел од тимот на Осогово. Со тоа, раководството на Кочанскиот фудбалски клуб започна да ги реализира дел од најавените задачи во зимскиот преоден рок во првенството на втората лига за засилување на екипата. Според информацијата од управата на клубот, веќе се подпишани договорите за настап на тројцата новајлии, а останува намерата да се задржат и досегашните стандардни првотимци. Од Кочанскиот второлигаш информираат дека Јаневски е 22 годишен голман кој доаѓа од екипата на Брегалница од Штип. 3 години настапувал за Евромилк ГЛ, а потекнува од школата на Вардар. Тој е и поранешен младински репрезентативец. Жоглев е 19 годишен напаѓач кој доаѓа од Победа Валандово, а претходно настапувал за Маđари Солидарност. Третиот играч, Митревски, е 20 годишен фудбалер од одбраната, кој како и Жоглев доаѓа од Победа Валандово. Низ кариерата настапувал за Металург, Тетекс и Локомотива. Управата и стручниот штаб на Осогово додаваат дека до крајот на оваа седмица ќе бидат промовирани уште неколку нови имиња. Првата прозивка и почетокот на подготовките на екипата се најавени за в сабота, а во наредните денови се очекува да се одиграат и планираните пријателски контролни надпревари. Минатата година на истиот надпревар бронзен, годинава златен медал за Ѓорги Петров на меѓународниот карате турнир Кроација Гран При, што се одржа викендов во Хрватска. Ѓорги Петров, член на карате клубот Партизан од Кочани, го освои златниот медал на еден од најголемите и најмасовните карате турнири во светот, Кроација Гран При, кој што од 12 до 14 јануари се одржа во Самобор, Република Хрватска. Петров настапи во категоријата помлади кадети до 52 килограми и со 5 победи од исто толку надпревари го освои првото место. На меѓународниот турнир во Хрватска, во Самобор, кој се одржа од 12 до 14 јануари, настапува во категорија млади кадети до 52 килограми. Во силна конкуренција од 23 држави го освоив првото место. Јас сум од карате клубот Партизан од Кочани. Ние настапувавме со 4 надпреварувачи од карате клубот. Тренирав напорно и со многу подготовки го освоив златниот медал со 4 борби до првото место. Во мојата категорија имаше 18 надпреварувачи, од кои најакиот беше во финалето, со кој го победив 3-1. Понатаму ќе продолжам со подготовките и со тренинзите за следните надпревари во оваа година. Благодарност и до спонзорот Safe Energy од Солон, кој ни помогна за ова патување, ни обезбеди тренерки, торбици и финансиски ни помогна. На турнирот учествуваа уште тројца членови на Партизан. Во категоријата кадети до 57 килограми настапи Роберто Здравковски, кој што во првото коло загуби од домашниот надпреварувач со прегласување на судиите, откако борбата заврши 0:0.
Првото коло не успеа да го мине и Кристијан Грозданов, кој настапи во категоријата помлади кадети до 48 килограми. Четвртиот представник, Благој Тасевски, стигна до второто коло, каде беше поразен. Тасевски настапи во категоријата помлади кадети до 36 килограми. Годинава на 27-то издание на Кроација Гран При зедоа учество повеќе од 2000 преверувачи од голем број држави од целиот свет. Почитувани со спортските вести и со информацијата за времето, ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.